Благодарам. Значи, што се не се изнаслушавме на овој предлог на буџетна амандманскава расправа и дефинитивно можам да заклучам дека кога 7 години беа власт и еден од премиерите викаше дека блескаат и сите после него повторуваа дека блескаат, испадна дека во суштина сега колегите од Социјалдемократскиот сојуз почнаа да блескаат. Сега на колегите од Социјалдемократскиот сојуз им текна да поднесуваат амандмани за да се усоврши, да се осовремени образованието во основните и средните училишта. Навистина секоја ви чест. Значи, вие се просветлувате само кога ќе станете опозиција. А додека бевте на власт, се сеќавате, овде имаше еден заем од 10 милиони евра или беше, не знам, некој да ме подсети, кој што гласеше заем за дигитално образование. И сега истите луѓе од истата партија што велеа дека тогаш блескаат, сега бараат пари за ИКТ усовршување на основно и средно образование. Навистина не можам да се изначудам и не можам да избегнам да не ја подсетам македонската јавност дека луѓето кои се зајмуваа со милионски средства за дигитализација на образованието, ни Д од дигитализација кој што не реализира, без учебници ги оставија учебниците во 2 последователни учебни години, наставата ја доведоа до крах за време на ковидот, тука апсолутно немаше никаква контрола како се одвива наставата во тој период и мислам дека тој гап ќе го почувствувавме кога ќе дојде време тие генерации да раководат, да работат по нашите институции и сега блеснуваат колегите од СДСМ со вакви предлог амандмани. Навистина, некогаш човек да се помисли дали е вредно да ви се коментира или вака да ве оставиме да видиме колку блеснавте како опозиција. Мислам, дали мислите дека народот во Македонија има кратка меморија? Дали мислите дека се ќе ви заборави? Вие не сте грешни само со уставните измени, ама вие се во име на тие уставни измени и во име на ЕУ промашивте. Испокрадовте 30 милиарди евра, вие се позајмивте со 10 милиони за дигитализација на образование и сега блескате и барате колку 200 милиони денари за да се усоврши наставата во основно и средно образование. Мислам, како да ви кажам, па некој сепак мислам дека не гледа. Па што ќе помислат за вас луѓето? Вие имате кратка меморија или сакате некој да заборави и сега вие овде да критикувате? Еве и за меникот ви кажа, предвидени се средства. За само година и пол се трудиме. Ама не може се да се поправи. Вие оставивте руина од држава. Вие сега ќе предложувате амандмани за образование. Навистина хипокризија, лицемерие, не знам што да кажам. Вие зборувате за компјутери во средно и основно, ги оставивте без дигитализација и никој не покрена обвинителен на каде тие пари завршија. Никој. Па затоа ќе ви биде добар овој сегашниот обвинител, затоа што тој ништо не прочепка од тоа каде отидоа 30 милиарди евра народни пари, а да не зборувам за овие заемиве, па само за овие заеми, само во име на ковидот колку манипулации се направија. 10 милиони евра за дигитализација на образованието имавте. И сега вие овде ќе се правите, не знам, просветлени и не знам многу загрижени. Имавте можност, не ја искористивте и сега барем дајте нешто, некоја друга тема. Немојте образование. Благодарам.